грамскиот занает. Ова е првата генерација на оваа фабрика од младите, мислам. И се надеваме дека за 3 години дека тие ќе добијат една квалификација, квалификовани работници во оваа фабрика Златара Крушево. Моите впечатоци се од овдека и искуствата, можам да кажам дека младите се залагаат, со времето покажале сепак за тие 6-7 месеци добар успех во работата, а јас се надам дека, да речеме, за тие 3 години колку што треба тони да добијат таа квалификација, ќе задоволат. Овдека постојат работат околу 50 ученици, имаме околу 26 девојчиња и 24 машки. Опремата е во главном од два дела на опрема, тоа е дел купено од Германија, дел од Италија, а оној што е од Италија е оноа што фактички значи за фабриката. Тоа е онај широкиот асортиман на производството. Кога велам широкиот асортиман на производство, тоа би значело за нашите луѓе да знаат што тоа значи. Тоа би значело фактички она што денеска го гледаме на нашиот пазар, на производите кои што ги производува Златар на Целје и Златара од Мајданпек, и она што го гледаме по излозите што е увезено од странство. Ми се чини дека Крушево со овој капацитет го реши, делумно реши проблемот на запослувањето и реши еден проблем кој на начин, тој проблем го реши на начин кој што најповеќе одговара за Крушево, имајќи во предвид дека сировината со која што работи овој капацитет е минимална во поглед на транспорт, така да транспортните трошкови значат многу малце во цената на чинењето на производот. Овој капацитет абсорбира во инвестиции од цирка 32 милиони нови динари, од кои 2 милиони динари се за обртни средства, а основните средства чинат 12 милиони динари. Како што реков, тоа е опрема во главном од увоз, а дел од опрема за одржувањето на машинскиот парк е од домашниот пазар. Инаку, поставеноста на капацитетот е оваква. Има неколку оделенија, како прво е оделението за припрема на сировината, второто оделение е целосно обработување на ланци, машинско и рачно лемење на ланците, потоа оделението за центрифугално ливење на накит, оделението за штанцање, односно пресован накит, оделението за галванизација со полирање и лабораторија, потоа оделението за довршување, односно доработување на накит. Во сите тие оделенја процесот на производство оди континуирано, така да не би могло да се рече дека тоа се оделенија кои што се заседни за себе. Например, припремното оделение ги врши сите припреми на металот, да може тој да оди во оделението за штанцање или во оделението за центрифугалното ливење, или секако во крајнот да одат тие производи да се доработат. Во оделенијата, како шефови на самите оделенија, имаме добра структура на кадар, скоро во секој оделение го води инженер или погонски инженер, а во оделението за изработка на накит и доработка, фактички тоа е во главном доработка на накит, таму се исклучиво златари. Тие мораат да го доработуваат она што го добиваат од другите оделенија, од оделението за штанцање, од оделението за центрифугално ливење. Конечно, сите производи преидуваат во едно оделение, тоа е оделението за галванизација, во кое оделение имаме такви можности да му одредиме бојата на накитот. Значи, златото ние не го пуштаме во производство такво какво што тоа си, во продажба, мислам, такво какво боја тој има, меѓутоа
но одредуваме боја каква што му одговара на потрошачот. Имаме можности да дадеме преку 20 нијанси на злато и сега вршиме испитување, односно сондирање на пазарот да видиме каква боја на пазарот му одговара, да би се на таа ориентирале и истовремено да нашата фабрика си одреди своја боја и таа да стандардно да ја одржува на пазарот. Тоа би значило дека секој потрошувач би могол по бојата на златото да знае дека тоа производство, тој накит е произведен во Крушево. Тоа во поглед на она што сега организацијата има. Инаку, во својата замисла, уште сега оваа фабрика носи идеја за изработување, односно монтирање на рачни часовници, за што се водат преговори и тие се при крај со неколку швајцарски фирми. Треба конкретно да се определиме за една и во најскоро време ќе почнеме и со монтирање на рачни часовници. И уште нешто, со оглед на тоа дека оваа организација употребува доста голема количина на драго и полудраго камење, се носиме со мисла да таквото камење, кое што во Македонија го има во доволни количини, а никој не го обработува, сметаме дека ќе биде потребно, и на тоа работиме, да се набави опрема за брусење на тој камен, драгото и полудрагото камење, за потреби на оваа организација, а ако има и поголеми количини, тоа да се продава како обработен камен, било во земјата, било надвор од неа. И уште еднаш да речам дека во Југославија, она што реков дека нашата организација по големина е трета, и во поглед на инвестициите, и во поглед на бројот на запослените, и во поглед на она што може да го произведе. Инаку има повеќе такви фирми во Југославија, некаде околу 12, меѓутоа 3 се оние на кои што работат на индустријски начин. Тоа е златар на Оцелје, златар од Мајданпек и нашата златара. Разликата измеѓу едните и другите организации, односно овие три што ги набројав и другите, е во тоа што во главном во овие три производството во поголемиот свој дел работи на машински начин, само се доработува рачно, а кај оние други во главном и би рекол и целосно производот го работи еден човек од почеток до крај. Видовте дека кај нас тоа не оди така, туку е работата поделена, имаме поголема поделба на работата. Во поглед на запослувањето, за сега реков дека броиме 90 запослени, вработени, меѓутоа во блиска иднина тоа ќе се удвостручи, така да рачунаме во 75-та година во овој погон, во оваа организација да бидат запослени околу 200 лица. Па видете,